Зема од компаниите со образложение да има за граѓаните, ама од нивниот джеб не им се дава. Функционерските плати кои неодамна пораснаа за 78% никако да се намалат. Уште на 17 октомври владата требаше да представи ново законско решение за намалување на платите, барем според тогашните ветувања на вице-премиерот за економски прашања. Минатата недела владата донесе одлука, не задолжи работна група од 4 министри кои што утре треба да даде законско решение за законот за плати на именување избрани лица. 3 недели подоцна вице-премиерот ретерира. Со еден закон не можеле да се опфатат сите 1260 функционери, па биле потребни 7 законски измени. Ако истите се направат наеднаш според Фатмир Битики, би било неуставно. Тој сега пак уверува дека работната група ги разгледувала сите можности и набргу ќе имало предлог пред влада. Кога не кажува точно. Според уверувањата на вице-премиерот, новото покачување за околу 400 евра од нова година нема да се случи. Измената во еден закон значи дерогирање на одредени права од друг закон што е противуставно и работната група тоа го гледа веќе од минатата недела. Сакаме системско решение. На функционерите тешко им оди да дадат дел од своите пари за граѓаните, ама кога се работи за туѓ джеб, очигледно не е проблем. Парите собрани од солидарниот данок можно е да бидат само пари дадени на вересија, бидејќи ако ова решение падне пред уставен, парите ќе мора да се вратат на компаниите. Ако има таква одлука, тогаш ќе треба да се земат да им се вратат од граѓаните, да се вратат на компаниите, што мислам дека нема да се случи. Средствата од наплатата на солидарниот данок, на екстра профит кој го плаќаат големите компании, треба да бидат искористени за антикризни мерки за буџетот во 2024 година. Власта планираше да собере 80 милиони евра, но собра помалку од 40.